почитувани, добар ден и од мене. Продолжуваме со програмата Радиото што се гледа. Денеска една тема која што овие 2 години особено е актуелна, и тоа не е случајно, а тоа е тутунот. Производството на тутунот, откупот на тутунот. Денешнава наша тема е тутунот, пелагониска мака или печалба. Зошто последниве години се намалуваат количините производен тутун? Дали откупната цена ја следи производната цена? Дали тутунопроизводството е рентабилно? Прашања кои денеска ќе ги дискутираме со представници на тутунарите од Пелагонија, и тоа од Прилеп, Игор Мичевски и Тони Ангелески. Од Битолско беше најавен Васко Јосифовски, но поради неодложни обврски нема да може физички да присуствува во нашето студио, па со него ќе востановиме телефонска врска за да ги чуеме и неговите ставови и мислења околу овие прашања. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден, благодариме на поканата. Реков, овие последни 2 години навистина тутунот е во жижот на интересот, би рекла. И не случајно, вие сте, чинам, неколку пати гости во ова наше студио, се со цел да отвориме прашања за кои што веруваме дека вие ги имате одговорите, но и да направиме една тема која што ќе стигне со тие одговори до оние кои што се надлежни да ги решат проблемите со кои што се соочувате во моментов. Повод за ова ваше гостување е трибината која што во саботата вечерта се одржа во Центарот за култура Марко Цепенков во Градската библиотека, и тоа во организација на 5 новоформирани тутунски здруженија. Тоа беше поводот, но што беше поводот на трибината? Точно во саботата во Градската библиотека, иако во тежните услови со ковид протоколи и можност од капацитет од 40 тутунопроизводители, одржавме трибина во организација на новите речни здруженија, сите заеднички, на тема тутунопроизводството, проблеми и решенија. Целта на ова трибина беше да продискутираме за проблемите во тутунопроизводството. Како што знаете, во овие 2 години тие проблеми не се провлекуваат за целиот овој период. Сакам да спомнам дека на оваа трибина беше поканети Сојузот на земјоделски здруженија, господинот Мендес Томнаровски. Меѓутоа не удостои со средба, иако тој претходно повика на едно обединување на сите чинители во овој процес, зборувам за здруженијата, заеднички да изградиме една стратегија за настап пред откупните компании, но и пред институциите. За жал, како што кажав, не удостои со средба, со тоа не само што не потцени нас како тутунски здруженија, туку ги потцени самите тутунопроизводители. А сите знаеме дека токму тој е платен од страна тутунопроизводителите. На трибината беше доволно да слушниме низ за проблеми и аргументи од тутунопроизводители од повеќе краишта. Тука пред се, да речам, беа присутни од Пелагонискиот регион, и единствен проблем кој што се провлекува кај тутунарите е ниската откупна цена на тутунот. Поведени од сето ова, ние како здруженија и околу сите критики и проблеми кои што на нашите Facebook групи ги следиме за цело ова време, одлучивме токму заради интересот на тутунарите, меѓутоа и заради спас на оваа култура, и заради спас на тутунската индустрија, во интерес и на откупувачите, но во интерес на државата, да отпочнеме едни вакви трибини со цел првин да се анимират тутунопроизводителите во пресред ние склучувањето на договори на новата реколта, да не брза, да не склучуваат договори се додека не ги видиме цените за новата реколта. Но и да се изврши еден притисок врз државата и врз откупувачите да се осврнат на нашите проблеми. Нашите проблеми се навистина актуелни и треба да се земат во обзир. Рековте дека ова е почеток на трибините кои што ќе ги организирате. На трибината имаше присуство онолку колку што може заради ковид протоколите. Имаше реакции на социјалните мрежи дека мал број на тутунари биле присутни, но еве да образложам, бидејќи и јас таму бев присутна, се знае колку во затворен простор може да се учествува и се знае кој може, бидејќи треба да имаат и соодветни сертификати. Колку рековте дека трибини престојат, чинам дека за утре веќе имате најавено во Радовиш, тоа значи, бидејќи и од Радовиш имаше присутно на трибината,
во кои региони од држава ќе има и на каков начин таму ќе се организираат? Моментално имаме трибини кои што спомнате и вие во Конче и во Радовиш, тоа е утре. Во Конче ќе биде во 15 часот, ако не се лажам Игор, во Радовиш ќе биде истата ден, да речем, утре во 17:30. Исто имаме за во недела за во Могила и правиме напори во други општини. Сакам исто Демихисерскиот, тука тој регион да се направи на таква јавна трибина и да се направи во Долнери исто. Сите заклучоци досега што од трибинава што беше во Пилеп, што излегува тие трите заклучоци, едноставно ќе му се презентираат тутунопроизводителите. Ќе се праша едноставно нешто ако има да се надополни. Во таа смисла, значи такви ќе не бидат понатамошните трибини што се организираат. Рековте дека председателот на Сојузот на земјоделски здруженија беше поканет. Дали имавте упатено покани и до други чинители во цел овој процес? Мислам од институциите. Тука ни е Институтот за тутун, ресорното Министерство за земјоделство, локалната самоуправа во случајов Прилеп, но ете и Могила и во Радовиш. Сметате ли дека треба да има еден поширок круг на луѓе кои што директно или индиректно се вклучени во сите овие проблеми и оваа тема тутунопроизводство? Целта на оваа трибина во Прилеп беше првенствено ние како тутунски здруженија заедно со Сојузот да изградиме заеднички став пред настап пред овие институции кои што вие пред малку ги спомнавте. На средбата на трибина не беа поканети, да речам, ниту политички партии, ниту представници на Министерството, ниту Институтот за тутун, ниту други, да речам, чинители кои што можат да помогнат во овој процес. Единствената, да речам, намера беше тутунските здруженија заедно со тутунопроизводителите да изградат заедничка стратегија за настап. И затоа не беа поканети, што не мора да значи дека во иднина не треба да се покануваат, нормално треба да се поканат и треба да се зборува на оваа тема. Меѓутоа тие, да речам, преговори и овластувања, како што знаете, ги врши Сојузот на земјоделски здруженија. За жал или не знам како да речам, тоа е телото кое што го има овластувањето од страна на државата и тој ги води сите преговори и со откупувачите, но и ги штити и брани интересите на тутунарите пред институциите. И така да ние единствено само можеме овие заклучоци да му ги презентираме на Сојузот, а тој потоа во наше име и во име на сите тутунопроизводители да ги бара пред овие институции во овој процес. Заклучоците, јас ќе ги прочитам, концизни и јасни се и ќе одиме поред. Покачување на цените по класи сразмерно на покачувањата на репроматеријалите, израмнување на субвенциите линеарно за сите класи на 90 денари, вклучително и дополнителната класа, вклучување на тутунарите во мерката зелена нафта, бидејќи тутунарите се неправедно изоставени од оваа мерка, според вас. Да одиме сега според овие заклучоци, кои што патем кажано, вие посочивте дека во писмена форма ќе бидат доставени до сите институции кои што се директно вклучени во тутунопроизводството, тоа значи Министерството, тоа значи Сојузот на земјоделски здруженија и до владата. И до владата на Република Македонија. Значи барате покачување на цените по класи сразмерно на покачувањата на репроматеријалите. Така. Ќе се обидам да ги образложам во кратки црти, инаку да речем заклучоците се прости, едноставни и се за спас на тутунската индустрија, прибидејќи гледате од година во година интересот за производство кај тутунарите е се повеќе намален. Тоа говори фактот што претходната година имавме производство од 28 милиони килограми, а оваа година производството ќе тежи не повеќе од 19 милиони килограми. Замислете 9 милиони килограми, една третина од вкупното производство нас ни опадна производството на тутун, што е поразителен факт. И затоа сметаме дека овие цени се неприфатливи и веќе не може да бидат начин за одржување на едно, да речем, рентабилно производство. Цените на репроматеријалите во последниот период се енормно покачени. Цените на џубривата исто така енормно покачени и цената на дизел горивата, односно нафтата, секој дневно или секоја недела добива се повисоки цени. А нафтата, како што знаете, во голем процент влегува во производната цена во нашето производство. Ајде да кажеме
за единица површина колку е потребно ѓубриво кое што рековте дека е поскапено. Колку е во споредба со лани, ова време кога веќе се подготвуваа површините за тутун? Ѓубривата се поскапени, можам слободно да кажам, преку 300%. 3 пати, значи. 3 пати се поскапени, репроматеријалите се поскапени од 30 до 40%, а нафтата исто така веќе секојдневно расти, така да не можеме ни да ги броиме процентите во кои се покачени. И затоа аргументирано и пред откупувачите бараме да образложиме дека мора да одат цените нагоре. Со овие цени нашето производство е нерентабилно. Во заклучокот за израмнување на субвенциите по 90 денари класа или скалесто или линеарно да речам субвенционирање, на сметка на сегашното скалесто субвенционирање 60, 70 и 80, сметаме дека таа е мерка неправедна за тутунопроизводителите и неа одразува реалната состојба. Како факт ќе го посочам минатата година. Ние ланската година имавме катастрофална, да речам, реколта со проценка која заврши со 159 денари просек на државата. А нашите субвенции се поврзани со проценката на класа. И ние лани добивме просечна цена на субвенцијата од 63 денари, што значи и покрај лошата проценка и малиот износ на висината на просечната цена, ние добивме и мал износ на просечната цена на субвенцијата. Значи, родот на тутунарите или трудот се двојно обезвредни. Таа субвенција државата ја дава за стимулација на квалитет. Меѓутоа, сакам да објаснам некој овде работи, прибедејќи тутунопроизводството. Нема тутунопроизводител кој планира или сака да има лоша реколта или лош квалитет. Тоа зависи од објективни причини, не од субјективни причини, и зависи од микро и макро, да речам, климатските промени. И во најидеални услови се произведува тутун и тој се вреднува по берби, инсерци, класи, во зависност од неговите, да речам, физички и биохемиски својства. И во најидеална година ние повторно ќе имаме, да речем, тутун се проценува во прва класа, во втора класа и во трета класа. Во вакви години, како минатата година, каде што климата дозволи да имаме, да речеме, еден така полоша реколта, не во таа мера колку што се откупи и колку што беше цената намалена, тутунарите добија намален износ на субвенцијата. И сметаме тоа дека е неправедно и затоа бараме линеарно субвенционирање зголемено за 90 денари по класа, вклучително и дополнителната класа, и тоа како податок државата мора да го земи во обзир, прибедејќи во моментов имаме зголемена инфлација. Нашата куповна моќ е многу намалена. Вредноста која што добиваме за нашиот производ е со намалена вредност. Ние со 200 денари во моментов не можеме килограм тутун да купиме, речиси, ништо. И затоа, ради тие работи, бараме државата да излези во престрет на ова категорија на производители, за едноставно да го задржи и одржи ова производство кое што има тренд на опаѓање. Исто така, мерката зелена нафта, која што сакаме да ја поздравам, од пред неколку години се воведе во државата за добро на земјоделците, меѓутоа тутунарите се неправедно изоставени од оваа мерка и цениме и сметаме дека треба подхитно да се вметнат во оваа мерка, прибедејќи и ние трошиме гориво во производството и те како таа цена, да речам, влегува во на производна цена која што ние како финална цена ја имаме за добивање, да речам, на овој производ. Едни податоци кои што тука сакам да ги споделам со вас. Државата за производна и просечна цена кај нас даваше извештаи до 2018 година. И тие, да речам, два параметри, производната цена секогаш беше помала во однос на производната цена. Со измените на закон од 2019 година, каде на компаниите му се дозволи увоз на тутун, тие два параметри се нарушија. Ланската година за прв пат, значи за прв пат имавме повисока производна цена, која што беше за 2020 година 203 денари, а просечната цена која се постигна беше 159 денари. Во оваа реколта, просечната цена, иако не е завршен, да речам, откупот на тутун, меѓутоа нема да премини
повеќе од 201-202 денари, а производната цена е 217,4 денари. Што значи и оваа година по втор пат тутунарите работеле со загуба. 17 денари поевтино го продале секој произведен килограм од она што ги коштало да го произведат. И овие состојби се неоправдани, неприфатливи и мора да се променат за добро на индустријата, ако сакаме и понатаму да имаме рентабилно и одржливо производство. Ако и мислим добро на индустријата, треба сите да се сложиме и да навистина овие чекори ги преземиме за спас на оваа индустрија. Ако не, мислам дека тутуно производството полека од година на година ќе замени во историјата. Јасно. Само да се надобразам, Игор, околу просечнава цена, да речам, тоа е си производнава цена на 1 кг произведен тутун. Ние како тутунски здруженија побаравме од катедрата за тутун при земјоделскиот факултет во Скопје да се направи на таква анализа за, да речем, и за ланската година и за оваа реколта, колку нас не кошта 1 кило произведен тутун. Исто така од таму, да речем, немавме позитивен резултат, да речем, едноставно не одбија. Исто така побаравме, да речем, од Институтот за тутун да не се направи исто така, да речем, анализа, бидејќи ако знаеме фактове како сите тутунопроизводители постариви, да речем, години уназад, Институтот како државна установа излегувало со анализа колку не кошта нас 1 килограм произведен тутун, тоа е тутунопроизводителите. 2 години уназад таква проценка, таква анализа не е направена. Зошто едноставно институтот и, да речам, факултетот за земјоделие, катедрата за тутун одбиваат да се направи на таква анализа? Зошто не излегуваат јавно да кажат дека нас, како што спомна Игор, 2 години уназад сме едноставно украдени од државата, баш како што не краде на вагите. Во секој случај, вашите анализи се најверојадостојни, бидејќи вие сте производители на тутун и знаете колку вложувате, а колку ви се враќа назад. Во тој контекст, само една секунда, сакам да кажам и ова сакам да го слушнат сите, нашите анализи ги изработи, нема да му го споменам името, еден почитуван господин, стручнак од областа на тутунопроизводството и од тутунската индустрија, кој години наназад, истиот тој господин ги изработуваше сите анализи и за државата, и за институтот, и за сите институции поврзани со овој сектор, и други луѓе се потпишуваа на неговите дела, на неговите, да речам, трудови изработки, и може слободно институциите да излезат со контраанализа, да ги соочиме аргументи, да видиме дали навистина ова наша цена е точна. Може би не е точна. Затоа бараме да излезат со нивни пресметки, да видиме дали навистина ние работиме со загуба. Јас ќе ги повикам нашите слушатели, оние кои што во моментов не следат, да се јават на нашиот телефонски број кој што беше и при најавата на оваа емисија истакнат на Facebook, а тоа е 076-894-524. Значи, можат да се јават со прашања, со забелешки, со своји ставови, можеби и со сугестии околу надменување на одредени проблеми и забелешки кои што ги имаат тутунарите. А ние ќе направиме една мала пауза сега со една музичка номера. После тоа го очекуваме Васко Јосифовски, кој што е од Битолска Пелагонија и кој што требаше да биде присутен тука во нашето студио, да ги изнесе своите ставови во врска со проблемите со кои што се соочуваат тутунопроизводителите, и продолжуваме со разговорот на оваа тема која што рековме дека е тутунот пелагониска мака или пак печалба. Во секој случај можеби ќе имаме некој одговор на крајот од оваа програма, но вклучете се и вие. Пелагонија на дланка. Бела радио. La 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 la, ser bezdonka na Jaričkovi. La 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 la, ser bezdonka na Jaričkovi. Se soprale komšite,
nadale komšite, la 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 la, komšite, drugarkite, la 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 la, komšite, drugarkite. La 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 la, Ailija svršuvačkata. La 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 la, Ailija svršuvačkata. La 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 la, tu crećete na majka mi. La 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 la, tu crećete na majka mi. Što me dade na daleku, što me dade na daleku, la 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 la, na daleku preko Vardar. La 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 la, na daleku preko Vardar. Туристичката агенција Brandtours за 8 март ја има најпривлечната понуда за вас. Истанбул со шопинг по капали и Аксара и чаршија и незаборавно крстарење по Босфорот за 89 евра. Одберете го Brandtours и патувајте за Белград, Нови Сад, Сремски Карловци за 90 евра само за 8 март. Телефон 048 411 188 071 906 407. Проверете на Facebook или на веб страната brand.com.mk. Ние ќе ви пронајдеме нови муштерии за вашите рачни декорации, кетеринг услуга, изработка на кифлички сладки торти. Преку радиото што се гледа со прилагодени цени, кон освојување на нов пазар. Гратис реклама една недела за месечен договор 075 235 666. Ние сме Радио Бела. Почитувани, продолжуваме со темата која што денеска ја начнавме, а повод за тоа беше трибината која што се организираше во Прилеп во саботата вечерта во Центарот за култура Марко Цепенков, а на тема тутуно производство, проблеми и решенија. Денешната наша тема во радиото што се гледа е тутунот пелагониска мака или печалба. Со нас тука во студиото се Игор Мирчевски и Тони Ангелески од прилепските новоформирани здруженија. Требаше да биде присутен и Васко Јосифовски од Битолско, меѓутоа не е за жал присутен бидејќи има неодложни приватни обврски. Очекуваме да ни се јави на телефон за да можеме да разговараме околу неговите ставови и одговори на дел од прашањата. Се додека не се јави на телефон, ние разговараме со Игор и со Тони околу тоа како изминува откупот до сега. Започна во ноември, има уште месец и повеќе до крајот со оглед на законските измени во Законот за тутун.
но некако низ Прилеп не се гледаат коли со тутун. Дали тоа значи дека откупот е при крај? Така, откупот ни започна на 6 декември и до, да речам, по празниците одеше со едно темпо, со едно подценување на проценката и на трудот на производителите, со просечна цена која тогаш се движеше од 180 денари. Наши апели беа, да речам, на групите да не брзаат тутунопроизводителите и сите оние пакети тутун кои што сметаат дека неправедно му се откупуваат, да си ги вратат назад и дека откупот е до 31 март законски, че имаат период време да ги однесат повторно за да добијат повисока класа. Но меѓутоа тие апели наши никој, да речам, не ги зеде во обзир, така да по празниците се случи една ситуација во која што ако за месец дена беа откупени 7 милиони килограми, по празниците таму до, да речам, 25 негде јануар се откупија за 10 дена уште 7 милиони килограми. Динамиката се зголеми на 700 тона во дено и во тој период од компаниите откупија, речиси, 1/3 од годинашното производство. Меѓутоа со истата цена или мало благо покачување на просечна цена која што се движеше од 185 до 190 денари и едноставно тука ние како производители изгубивме и се создаде еден неправеден откуп каде што 14 милиони килограми се откупија со просечна цена од 180 денари и останатите 4 милиони кои што сега во моментот се откупуваат со вистинската цена. Таа цена сега достигна 250 па и 260 денари. За оваа состојба ние сметаме дека некој треба да сноси одговорност, затоа што трудот на производителите за сите е еднаков и начинот на вреднување на класите треба да биде за сите еднаков. И само ова покажа дека од страна од купувачите дека имале можност да платат повисока цена, а на почетокот не сакале. Само намалените количини придонесоја да таа цена порасне. И тука, да речам, едни апели што одеа и пресконференции наши во текот на летото, каде укажувавме дека реколтата ќе биде со намалени приноси и намалени количини, компаниите не ја зедоа во обзир, сметаа дека ќе имаат доволно количини за откуп и затоа на почетокот тактизираја со цената и мислеа дека ние тактизираме па тутунот не го носиме, но на крајот сватија дека количините ги нема. И еве сега гледаме, уште месеци повеќе има за да заврши откупот, меѓутоа откуп по откупните компании речиси да нема. И затоа во пресет на новата реколта се и овие трибини за да повторно тутунарите не избрзат со склучувањето на договорите, туку да ги почекаме сите овие преговори што треба Сојузот во име наше да ги оствари со откупните компании. Јас предлагам малку да одиме со фон, бидејќи сакаме да воспоставиме врска со Васко Јосифовски и продолжуваме со разговорот. Почитувани, продолжуваме со разговорите. Рековме дека Васко Јосифовски може само преку телефон да го чуеме, кои се неговите ставови и решенија во врска со проблемите со кои што се соочуваат тутунарите. Васко, дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично. Од Битолско имаше исто така луѓе кои што присуствуваа на првата трибина која што се организираше во Прилеп. Вие не бевте присутни, но секако ги знаете проблемите со кои што се соочуваат
пелагониските тутунари. Кој е вашиот став во однос на решавање на проблемите? Ги знаете заклучоците кои што беа донесени на трибината во Прилеп. За утре веќе има закажано друга трибина во Радовиш. Кои се вашите размислувања во поглед на решавањето на проблемите пред почетокот на новата реколта? Ја мислам дека доколку се има слух, проблемите може многу лесно и едноставно се решат со една одлука на влада или со промени на законот за тутун. Мислам дека ова што го презедовме, што се презема со трибините, треба да допре до надлежните и заклучоците кои произлегуваат од трибините едноставно само да се реализира. Затоа што проблемите со тутунот не да се големи, веќе прерасна во нешто многу големи, затоа што веќе втора година имаме невидена плячка на тутунарите. Минатата година беше оправдување лошиот квалитет. Ова година оправдување се старите цени, кои што буквално инфлацијата ги изеде, па дојдовме да имаме дури полоша откупна година во однос на ланската, затоа што оваа година имаме невидена инфлација. Сега, последните 20 на дена, можеби од откупот, кога се виде дека нема тутун луѓето, откупувачите тргнаа да откупуваат по повисоки цени, по подобри класи, меѓутоа тоа не е тоа, уштено се покаже една друга слабост, пак оние кои што тутунот го дадоа навреме остана закинати за добри, ако не повеќе, евро по килограм, така што од сите страни тутунарите буквално се оплячкани. Мислам дека надлежните треба да ослушнат гласот на тутунарите, треба да ги согледаат одлуките, уствари заклучоците на нашите трибини и да се посветат малку повеќе на решавање на овие проблеми. Рековте дека навистина се многу отворени прашања, од каде да се почне, доколку би имале можност да остварите врска, контакт, средба со министерот за земјоделство, Љупчо Николовски, што вие, како еден од поискусните тутунари и познавач од оваа област, би му посочиле како приоритет за решавање на дел од овие прашања? Па најпрво јас би го решил она што го потенцирав со овогодинешниот откуп, проблемот, каде што се појави разлики во проценката, така што имаме до 15 јануари многу лошо ценење и после 15 јануари подобрено ценење. Значи, најпрво би побарал да се најде начин да се обештетат оние тутунари кои што навистина се дебело оштетени. Потоа би побарал да се реши и проблемот со субвенционирање, затоа што колку и да е висок просекот на откупениот тутун оваа година, сепак трошоците за живот и трошоците за производство се многу поголеми, значи мора да се оди на повисоки субвенции, значи би ги зголемил субвенциите до некаде барем 100 денари за килограм и потоа би пристапил кон решавање на проблемите кои што може да ги предизвика следната реколта, доколку не се преземат мерки навреме. Тоа е забрана на увоз на тутун за секогаш, не додека трае откупот, затоа што јас ако знам дека после откупот можам да откупам колку што сакам тутун од странство, можам да увезам, тогаш ќе си играм со тутунарите онака како што ми налага совеста, доколку имам совест. Од друга страна, значи треба да се реши тоа, треба да се реши пристапот кон договорачите, затоа што имаме договори кои што се склучуваат на многу високи количини за семејства кои што се со 1, 2 до 3 работоспособни луѓе, додека имаме фамилии кои што се со по 5-6 члена во семејството со договори од 800.000 кила, значи тоа мора со закон да се реши. Мора да се реши со закон и производството на тутун од страна на вработените. Затоа што ние имаме вработени кои што земаат добри, солидни плати, до 35-40 денари да достигаат кај некои вработени кои што се во помошните компании.
И сега тие луѓе после 2-3 сата, да речеме, си одат си прибират тутун ова она и доаѓаме повторно до нему е гајле за квалитетот, нему е гајле како ќе се прави тутун, важно колку толку ќе има дополнување на буџетот. Значи, тие луѓе треба да се ограничат во производството на 300-400 кила, како она што викаме ние, како од хоби да им биде, а не да ни бидат фактички конкуренти. И мора да се воведат, повторно мора да се востанови производството на крупнолистните тутуни кои што порано се произведуваа во општина Могила. Се додека не го вратиме тоа, ние ќе имаме проблем со ситнолистниот тутун, затоа што селата кои гравитираат околу селото Могила, од општина Могила, значи блиските села и самото Могила, произведуваа исклучиво крупнолистен тутун. Сега тие се преориентирани на ситнолистен тутун, што дополнително го оптовари во пазарот на тутун во Македонија. И тоа мора да се отстрани. Но Васко, тутунопроизводството е пазарна категорија, иако е регулирана со закон. Она што го говоревте околу крупнолистниот тутун, се сложувам, потребно е да се врати на нивите, како што беше пред повеќе години и до пред 4-5 години чинам го имаше присутен крупнолистниот тутун и во Битолско, меѓутоа тоа зависи од интересот на откупувачите. А исто така зависи од интересот на откупувачите и тоа со каков квалитет и по која цена ќе биде платен тутунот. Дали ова што сега ние го говориме значи дека тутунот треба да биде социјална категорија или пак да биде пазарна категорија? Основното прашање е тоа, до кога тутунопроизводството ќе биде категорија за индустријска гранка, но категорија која што државата го решава на еден начин за да се задоволат тие социјални потреби на луѓето. Зошто да не биде една пазарна категорија еднаш за секојаш регулирана за да може луѓето да планираат дали можат да садат тутун, независно колку од нив работат на други места или не, колку од тоа ќе им се исплати? Видете, треба навистина да се постави, да се развои тоа што е пазарна и што е договорна економија. Доколку тутунот е пазарна економија, подлежи на пазари, на пазарна економија, тогаш треба да бидеме ослободени од договори. Да не бидеме обврзани со договори. Тогаш сам, врз основа на она што ќе ми диктира пазарот, ќе садам или нема да садам тутун. Се додека државата се меша во откупот, се додека државата има влијание, колку и да велиме ние дека државата нема некое влијание, дека откупувачите се тие што ги диктираат цените. Државата доколку го регулирала тоа со закон, доколку државата ги дава лиценците за откуп, тогаш државата може сериозно и да влијае на откуп. Значи, без оглед кои се компаниите, без оглед какви се законските регулативи, државата секогаш може да реагира. По ваше, подобро е да биде пазарна категорија или пак да биде, како што е сега, договорна економија? Според мене најдобро е доколку не може државата да го регулира исправно со договори, тогаш да го препусти на пазарна економија. Затоа што вака не оди работата, вака 20-30 илјади фамилии работат за буквално за ништо. Не можеме да си дозволиме секоја година да скапуваме буквално по нивите, да бидиме зависни од други додатни дејности, да растрчуваме, да не знаеме кој пат да го фатиме. Со еден збор, како и да било, доколку државата не е во состојба да ги реши проблемите на тутунарите, тогаш едноставно нека им кажат, луѓе, снаоѓајте се како знаете го умеете. И ние ќе се снаоѓаме. Така.
Васко, доколку немаш други дополнувања, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија. Следниот пат ќе бидеш тука, еве, според сите протоколи со физичко присуство, дозволено е во нашето студио. Во секој случај, јас ви посакувам она што го имате замислено од страна на ново формираните здруженија да го остварите, барем една од овие како теми или заклучоци на трибуните кои што ги правите, навистина и да се оствари за наредниот период, за наредната реколта. Ви благодарам многу. Пријатно. Пријатно и поздрав. Тоа беше Васко Јосифовски од Битолско тутунарско искуство, рековме, и активен човек во движењето кое што го правите вие од страна на тутунарите за решавање на дел проблемите. Она што сакам да го проговорам со вас е што го начнавме со Васко. Дали тутунот треба да биде пазарна или договорна категорија? Ќе се решат ли дел од проблемите на таков начин? Според моје мислење, од договорен, да речам, начин на производство нема ништо подобро. Гледате во другите култури каков хаос се создава. Земјоделците произведуваат, но не знаат ни колкави количини, ни по колкави цени ќе го предадат својот производ. Овој начин на тутуно производството како што е регулиран не е лош. Не е лош, меѓутоа треба да се изнајдат, да речам, начини како тоа да се подигне по високо ниво, да биде задоволството обострано на сите. И од страна на тутунопроизводителите, и од страна на откупните предпријатии, и од страна на државата. Тутунот е една суровина со вредност на злато. И за жал во моментов откупувачите откупуваат по мизерни цени, а како суровина вредна злато ја пласираат надвор од државата, и за тој, да речам, извоз државата користи околу 100 милиони евра секоја година прилив во буџетот. Тоа не се мали средства и треба сите чинители во овој процес поорганизирано да размислиме каде ја гледаме тутунската индустрија во иднина. Ова не е индустрија од денеска за утре, туку е една индустрија која што е со традиција во нашата држава. Тутун се произведувало и пред 100 и 150 години. Самиот комбинат овде од 1872 година имаме институт за тутун, единствена таква институција на Балканот и, да речем, традицијата е огромна. Тутун производството можам да кажам дека и начин на живот. Не е само туку така едноставно производство на култура. Од производство на тутун нашите, да речам, баби, дедовци, родители, па и нивните ги правеле сите веселби во домот. Купувале кујчи по кујчнина, значи ветувања разни. Јас се сеќавам и сигурно и ние сега се сеќаваме, нашите родители и сега ние нашите деца со ветувањата да го предајме тутуно, па ќе ти купиме ова, да го предајме тутуно, ќе ти купиме она, и сето тоа велело да се поттигне тутуно, да се нанижи, да се спружи, да се спреми едноставно. Тоа е вткаено во нашата традиција и не така едноставно ние можеме да го отрнеме во производство. Меѓутоа тоа е од голем интерес за компаниите кои што со интерес го купуваат нашиот тутун. Видовте сега дека дури компаниите во овој недостиг на тутун одат од куќа в куќа и го бараат секој килограм. Значи самиот недостаток на оваа култура е сватија вредноста колкава е. Тие знаат, меѓутоа е подценуваја вредноста. И за да не се случува тоа во иднина така, ние треба сите заеднички да најме заеднички јазик, има простор, верувајте има простор, и да се зголемат цените, и компаниите да не бидат во загуба, меѓутоа и државата сето тоа да го регулира на начин кој што нема секоја година да предизвика револт кај тутунарите. Верувајте, ова веќе е досадно. Меѓутоа е таква ситуацијата и ние не можеме да бегаме од неа. Иначе, ово незадоволство, како што спомнавме и претходно, скоро секоја втора година се случува. Секоја трета година се случува. Ретко реколти кога поминало се така мазно и гладко. Секој она подценување на трудот на и маката на тутунарите, тутунарите реагираат како категорија, можам да кажам, најизмачени земјоделци, прибедејќи тутунот е најтрудоинтензивна гранка во земјделието и таа изискува многу работна сила, многу откажувања. Тутунарите немаат делник, немаат празник, што викаме ние во градот, не одат на одмори, не одат на скијање, се дури не се прибери да се спастри тутунот. Ради тие откажувања, ради тој процес макотрпен,
треба и државата да превземи поголеми мерки на заштита на нас како категорија, која што спомна и Васко и ние спомнуваме, според податоците, околу 30.000 семејства како главна дејност и меѓутоа и како дополнителна дејност, заради ниските примања, некои од нашите, да речем, производители, како дополнителна дејност му е тутунопроизводството, се занимаваат секоја година, ги планираат својата живеачка од тутунопроизводството. Тоа се група која што не е за подценување, околу 100.000 граѓани, наши сограѓани во ширум целата држава, и е една група која е интересна кај политичките партии, ја користат за време секогаш на избори, меѓутоа тоа толку трај, секогаш кога ќе дојде за време на откуп, државата едноставно го губи интересот да не заштити. Затоа сметам дека ова многоворно производство е добро, само треба да се надогради со навистина конкретни решенија во интерес на сите чинители во овој процес. Она што спомна Васко, и тоа е интересно како податок, јас ќе го надополнам, надополнувајќи се и на оно како забелешка што го кажа ти, Игор, а тоа е дека се нови и нови откупувачи се појавуваат. Чинам дека за оваа година 9 вкупно откупувачи се, откупни фирми. За сметка на тоа се намалува производството. Од друга страна пак е интересно, до пред 5-6 години не само крупнолисниот тутун што беше застапен, туку имаше и од категоријата басмак. И тоа особено во источна Македонија, но сега единствено е застапен тутунот тип прилеп на секаде во Македонија, што значи дека не знам што е тука во прашање, дали интересот од откупувачите или пак неможноста да се преориентираат дел од тутунопроизводителите за да може да го произведуваат овој тутун. Во секој случај веќе некоја јасна слика има. Има интерес за тутунопроизводството, бидејќи се вкупно 9 откупувачи, се сади само ситнолисен тутун тип прилеп, другите се изоставени, а има услови и за крупнолисен, и во битолско, но и во прилепско. Што мислите кога зборуваме за интересот на откупувачите? Се намалува или се зголемува интересот на откупувачите? Вие сигурно сте во контакти со дел од нив, барем некои представници, ако не со собствениците на откупните предпријатија, ќе имали интерес за новата реколта. Ова го прашувам со оглед на тоа што, колку што јас знам, само еден од 9 откупувачи го исполнил планираното за оваа година. Точно ли е ова? Вака, интересот на компаниите за крупнолисен тутун, тоа се нивни политики, е напушти нашата држава, да речам, и од пред неколку години згасна производството на тутун крупнолисен. Тие количини, овие, да речам, компании си го најдоа во други странски држави, каде што производството е и помасовно, каде што може и поевтини цени да добијат на пазарот. И производството во нашата држава се сведе исклучиво на ситнолисен тутун од сортата 66. И како такво, ние сме најпредпознати во светот, најпознати. Нашиот тутун години уназад како светски бренд се продава на странските пазари. Дали може да се врати и дали ќе има интерес за производство на крупнолисен тутун, верувам дека може би може. Меѓутоа не сум стручен да ја обраснам оваа проблематика и не сакам да наврегувам во тој домен. А интересот на компаниите за ситнолисен тутун секоја година, да речам, се зголемуваше. До измените на законот ние имавме производство секогаш над 25 милиони килограми. Во едни подобри времиња нашава држава, според податоците, произведувала и до 30 милиони килограми тутун и успешно го пласирала на странските пазари. Последниве 10-15 години тоа производство се сведе на 25 милиони килограми, горе-долу ема условите секоја година различно. Меѓутоа, со промените на законот, интересот на компаниите за нашиот тутун почна да опаѓа. 2020 година веднаш се намали за 2 милиони килограми, 2021 година се сведе на 22 милиони килограми. Па и сведоци сме дека имаше и ограничување од страна на Министерството за земјоделство, бидејќи имаше и хиперпродукција една година, кога веќе и не можеше да се продаде. Меѓутоа, гледаме сега дека на пазарот, според некои непотврдени информации или шпекулации, има можност да се појави нова компанија која е заинтересирана за откуп во нашата држава, но и со разговор, како што кажавте, од помалите, поголемите веќе се не се достапни, од помалите, да речем, откупни компании, пројавуваат зголемени количини за наредната година.
И тоа само покажува дека интересот се зголемува, а не се намалува. Меѓутоа, политиката во нашата држава води главниот откупувач, а тоа е Сокотап, и спрема неговите, да речам, и проценки, се движат и сите останати компании. Тој годинава за, нажалост да речам, имаше грешни проценки, дека реколтата тежи 23 милиони килограми и дека 1 милион килограми од лани што остана од минатата реколта како не предаден откупен тутун, дека има доволно количини на пазарот за сите откупни предпријатија, и така и се водеше целата откупна кампања да не брзаат компаниите, има доволно количини за сите, че се откупа доволно тутун, и затоа сите стартуваа со таква, да речам, просечна цена од 180 до 185 денари, што на крајот придонесе да веќе и самите компании влезат во трка за да ги исполнат своите договори што се договорени со странските, да речем, откупувачи, и многу мал дел и тоа од помалите компании го исполнија тој, да речем, таа квота. Останатите откупувачи од поголем калибар, како што се Сокотап, Алијанса, тука мислам дека и Тутунскиот комбинат, дека или се при крај или некои нема да ги исполнат количините кои што негативно ќе влијаат за самите нив. Да, и според договорите, она што беше прикажано од страна на Министерството, се рачунаше дека ќе има, според површините што беа пријавени, околу 22 милиони килограми, но и тогаш познавачите кажаа дека нема шанси ни 20 да биде, со оглед на сушната година, младите заминуваат во странство, сето тоа е резултат. Процекот на тата реколта се придонесе да производството стане нерентабилно и луѓето веќе не сака да обработуваат производи земјоделски со загуба. Јасно. Пред крајот на разговорот јас ќе запрашам она што како го започнавме разговорот, а тоа е соработката со останатите земјоделски здруженија, соработката со политичките партии, со медиумите имате добра соработка, бидејќи навистина сме присутни секаде каде што има некаков проблем, пресконференција или пак трибуна, како што беше во овој случај, бидејќи навистина рековме 30.000 семејства директно или индиректно зависат од оваа индустријска култура и е многу вредно да се дискутира на овие теми. Каква е поддршката од останатите земјоделски здруженија кои последниве неколку години исто така се активни, особено во источниот дел, производители на зеленчук, а за жал се активни кога станува збор за организација на протести, бидејќи и другите во останатите земјоделски гранки имаат незадоволство. И исто така и со политичките партии. Јас за жал ќе кажам дека секогаш тутунарите биле обоени со една или друга боја, и тоа, како што рековте, за време на избори, пред или после избори, но тутунската мака е мака која што на некој начин и директно зависи од расположението на политичарите, особено кога станува збор за решавање на легислативата, измени и дополнувања на законите. Што мислите во однос на соработката со овие два фактори, реков, земјоделските здруженија и политичките партии? Може ли некако да се канализираат работите, генерално да зборуваме во земјоделството, бидејќи потребно е малку да се лобира кога станува збор за создавање на одредена стратегија во аграрот? Вака, како нови здруженија ние, сакам да напоменам тука дека не сме членки на Сојузот на земјоделски здруженија, кој што во моментов го има властувањето да ги застапува интересите на тутунарите пред откупувачите и пред институциите на државата. И ние не сме платени од страна на тутунарите. Сите овие активности кои што во моментов и минатата година, како и ова, и овие трибини, се натовар на сопствениот буџет наш, тоа е сопствениот джеп. Ајде да појасниме што значи не сме платени, а Сојузот на земјоделски здруженија е платен за да ги застапува тутунарите пред институциите. Како тоа се пресметува и како тоа се плаќа? Сојузот е, да речем, асоциација која што секоја година државата дава овластување на највисоката асоциација што ги има 1/3 од членството на тутунопроизводители во државата. На каков начин Сојузот го има тоа членство добијано, веќе е друга тема и може да се дискутира за тоа, меѓутоа не е сега моментот. Државата има засметано 0,35% за секој
предаден килограм, односно висина на просечната цена, и 0,35% се одвојува од секоја пресметка предадена на откуп. Килограм предаден тутун. Во висината на просечната цена. Така. 0,35% од секој предадена, да речем, пресметка се издвојува на контото на Сојузот. И таму се збира доста, да речем, солидни сума на пари, во зависност од колкава реколтата по која просечна цена. И Сојузот е тој што го има целиот, да речем, целото властување од државата да ги штити и да ги брани интересите. И тој требаше да ги организира овие трибини, бидејќи располага со тие средства. Ние не сме членки во Сојузот, не допираме до средства од тутунарите, се само финансираме и баш ми е мило што е така во ситуацијава да не можеме да бидеме обвинети дека едноставно злоупотребуваме нечија мака. Имаме контакт со останати здруженија на ниво на државата, здруженија на оризопроизводители, здруженија на лозаропроизводители, на јаболкопроизводители, на овоштари, и па на одгледувачите, да речем, и на житни култури, и на сточарите, на млекарите. Кои исто така сами се финансираат. Исто така дел од нив сами се финансираат и ние, да речем, заеднички бараме, бидејќи верувајте, последниве 2 години ниту една од овие гранки не работи со успех. Сведоци сте дека оризарите и ланската година и оваа година протестираат ради ниските цени, исто така и лозарите и ланската и оваа реколта има проблеми со продажба, да речем, на грозјето. Сведоци сме исто годинава јаболкопроизводителите, 3 денари беше продажбата на јаболкото. Производителите на житни култури произведоја како години уназад, меѓутоа карактеристична е оваа година жито со цена од 10 денари во време на откуп, за да после месец дена на така откупени ниски откупни, да речам, цени, државата веднаш мелничарите го поскапија лебот и сега замислете цената е дојдена на 19 денари. Она жито кое ни го откупија по 10 денари, сега ни го продаваат по 19 денари и проблем има во сите сектори. Ова е сето заради лошата политика во земјоделието, не луѓе на нестручни места, нестручни кадри да речам спроведуваат политиката. И ова мора, ако сакаме да го решиме, да речем, како проблем, а навистина е проблем, нашата земја е аграрна земја, ние се страмиме тоа да го кажеме, но главен фактор и она што може да ја покрени нашата економија е само земјоделието. Ние немаме тешки индустрии, немаме богатства, рудни, не знам, злато, па може да продаваме. Значи, единствено што ни е достапно на нашава, да речем, популација и на нашава држава што може да е поткрине економијата е исклучиво само земјоделието. Развој на земјоделието, да почне нашава држава од собствено производство да обезбедува храна. Последните неколку години тој баланс е нарушен, ние стануваме зависни од увоз на храна и верувајте, ако тоа продолжи тој тренд, ние, дури јас сметам една фраза ја користам, че изгубиме независноста. Едноставно, ако зависиш од друга држава и чекаш да те ја храни нацијата, ќе дојде момент како сегашната ситуација, видовте најсвеж пример, ние енергетската криза, каде нашите капацитети како држава што ги имаме не беа доволни за да ја, да речам, спасат оваа криза во државата која што се случи. Ние бевме приморани да увезуваме енергија од надвор, која што енергија ја плативме за 300-400% поскапа и веднаш што се рефлектира врз грбот наш, добивме сметки, некако што не уведуваше Министерството за економија од 9, нешто проценти, доку ние добивме за 50 до 60, 70% повисоки сметки. Ете, тоа е кога зависиш од надвор, од друг. Така че ни се случи и во производството на храна. Државата, ради лошите политики, населението заминува од државата, ги напушта, да речем, родните огништа, не само младите, туку и сето работоспособно население кое што може да се вклучи во ова производство. Едноставно нашата држава ќе остане држава на административци и пензионери. И че нема кој да ги плаќа и администрацијата и пензионерите. Ние сме тие работоспособното население, работниците, земјоделците кои што го полнат буџетот и кои што даваат придонес за да се обават сите функционалности, да речам, и да функционира државата едноставно. Гледаме по примерот на Прилепската чаршија. Тоа е многу јасно. Так, еден показател од лани што се случи годинава, пола од дуќаните ни се празни, ставија клуч на врата,
Едноставно, прилепската економија замре. Ете што се случи, бидејќи сите овие дејности се поврзани една со друга. Ние нашите пари добијани, без разлика дали се од тутун, земјоделски производи, каде ги носиме? Па тука во оптек на економијата, ние не ги носиме надвор. И да сакаме не можеме надвор, бидејќи границите не затворени. Така. Ако ми дозволите, само сакам еден апел до тутунопроизводителите. Во комуникација со огромен број на тутунопроизводители добивме информација дека некои откупни предпријатија почнале со Тоа сакав и да го прашам на крајот. со собирање на податоци за вклучување на договори. И еден апел до државата, да речем, до Министерството за земјоделие, до државниот земјоделски инспекторат, до Сојузот на земјоделски здруженија, да излезат на терен и да си проверат овие информации. Приведувајќи кој што знаеме, откупот е уште во тек, а законски мислам дека дури трае откупот не може да се вклучува договори. Фактички ова реколта не е откупена, почнуваме да правиме планови за другата реколта. Не само тоа, туку потребно е да се знаат цените. Така, без цени, дефинирани цени не може да се прави договор. Мада, како што добивме информации, не знам дали се точни, овие се може и шпекулација, може и некој намерно ги пушта, само се збирале податоци. Тоа значи се прават списоци. Дали тие ќе излеза, да речем, во крајен, да речем, договор или нема да излеза, не знаеме, но сепак, како, ајде да кажам, од Министерството за земјоделие настоп излегуваат, ние сме за земјоделците, работиме во интерес на земјоделците да видиме дали ќе се докажат со нивниот, да речем, нивните државни, да речем, ресурси што ги имаат, пазарен инспекторат, односно земјоделски инспекторат да излезе на терен и да ги проверат овие наши информации кои секојдневно ги добиваме од тутунопроизводителите. И за крај, последно прашање, според вас, колку реално треба во проценти да порасне цената за новата реколта, зборуваме, која што ќе биде содржана во договорите, за да може производството да биде рентабилно, иако после 28 февруари се најавува дека нема да бидат замрзнати цените, што значи дека не очекува уште поголема инфлација. Но еве, генерално гледано, според вас, процентуално колку би требало цените да се зголемат за новата реколта? Вака, според мене, државата, ако сака да го регулира, да речам, правилно и точно, да речам, овој процес, и за да има задоволство кај сите странки, треба државата да истапи со производна цена за наредната година. И таа производна цена не сме да биде, да речам, пониска, повисока во однос на цената која што ќе се постигне. Значи, на база на производната цена, 30% зголемена треба да биде просечната цена. Ако според овие трошоци и огромни, да речам, поскапувања кои што ги имаме во тек на сите, како спомнав, на сите суровини, репроматеријали, на џубривата, па ќе поскапи работната рака, за наредната реколта, ако биде просечната, односно производната цена од 240 денари, значи негде од 290 до 300 денари би била реално просечната цена која што треба да се постигне. Се друго што ќе биде испод оваа цена, ќе биде нерентабилно производство. Ако компаниите сака да си го осигурат производството и количините за наредната година, навистина треба сериозно да размислат со кој процент ќе ги зголемат, да речем, цените на класи, и за тоа, да речем, умешноста за преговарање со нив и за убедување. Повторно, нажалост, ја има Сојузот на земјоделски здруженија кој ќе учествува во овие преговори, апелираме да ги заштити до крај и во целост интересите на тутунопроизводителите. Секој, да речем, цени кои што ќе бидат денар, 2, 3, 4, ќе бидат смешни, подценувачки, едноставно се уште ќе се намалува и бројот на производители, меѓутоа и количините кои што ќе се произведуваат во нашата држава. Јас ви благодарам за разговорот. Останува информациите кои што ќе ги имате од трибините, ги одржувате во наредниот период во повеќе места во Македонија каде што се произведува тутун, да не ги пренесете за да можеме да ги пренесеме на јавноста. Тутунопроизводството, пелагониска мака или печалба, тоа ќе видиме. Сакам на крај само да се заблагодарам, како што спомнавме, на вас медиумите кои навистина не пратите на сите, да речам, овие наши настани трибини, пресконференции, радо се одзвивате, и да ви одговорам на вашето прашање и тема, тутунопроизводството мака или печалба. Ако беше печалба, сите ќе се зафатеа со произведување на тутун, меѓутоа гледам дека многу мал број се зафаќаат или оние најсиромашните. Никој од повисоките слоеви, да речам по богатата класа,
Никој не произведува тут. Верувајте, ако беше така лесно едноставно, сите ќе произведуваат тут. Значи, тутунопроизводството е мак, не е печалба. Ова да фрлиме мамка до откупувачите, да ги зголемат енормно цените за да произведуваат сите тутун. Во секој случај, благодариме на поканата уште еднаш. Благодарам и вам. Ние продолжуваме со музика, остануваме со вас, останете и вие, значи 96,8 фреквенција каде што може да не слушате и во секој момент на интернет на порталот radiopela.mak.